Почитувани присутни, почитувани млади, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на општественото одговорни компании, почитувани директори на институции кои што ни се партнери во спроведување на оваа европска младинска картичка. Најпрвин дозволете ми од моje лично име да ви се заблагодарам за денешното присуство на оваа промоција. Со ова покажуваме дека знаеме, можеме да носиме одлуки, проекти, мерки кои што ќе бидат во насока да го подигнат младинскиот стандард и секако да ги поттикнеме младите да размислуваат да живеат во нашата држава. Да знаат дека имаат проекти кои што се идентични на нивните проекти кои што се идентични со проектите на нивните другари, врсници од западноевропските развиени земји. Токму еден од таквите проекти е оваа европска младинска картичка која што нуди поволности, која што нуди финансиски поволности, но и пред се нуди можности на мобилност, можности за поврзување, можности за информираност и така натака. Јас во моето излагање ќе се обидам да направам еден краток сублимат на европската младинската картичка, како може да се аплицира, кои се субјектите кои што се дел од оваа картичка, кога ќе биде издавањето и така натака. Оваа европска младинска картичка е бесплатна и може да ја добие секој оној млад човек кој што ќе биде на возраст од 15 до 29 години. Рок на важење на оваа картичка е 2 години со можност за реаплицирање доколку сте во повторно од 15 до 29 години. Ке има онлайн апликација, каде што со онлайн апликацијата влегувате во системот и ние имаме информација дека сте дел од системот и дополнително ќе бидете информирани како ќе ви биде доставена оваа картичка. Ке има разни начини на достава на картичката, едната ќе биде преку пошта, другата е на пултови кои што ќе бидат поставени на места каде што ќе бидат лесно достапни и видливи за младите, пред се да се дополнително се информираат, но и секако да ја подигнат оваа картичка. Накратко ќе сакам да направам една сублимација на сите општествено одговорни компании кои што се дел од оваа картичка. До сега потпишани меморандуми се некаде околу 320, со околу 100 други компании договоривме соработка, но се уште го немаме потпишано меморандумот и со уште некаде околу 100 преговараме и им ги објаснуваме сите овие бенефиции кои што треба да ги имаат младите, но и пред се ги убедуваме дека треба да бидат општествено одговорни и да пристапат и да бидат дел од оваа картичка. Оваа европска младинска картичка е поделена во неколку категории, сектори. Ќе започнам со угостителските објекти. Голем број на кафулиња, голем број на ресторани се дел од оваа картичка и нудат поволности и можности за младите. Од 5 до 25% се можностите и асортиманите кои што ќе бидат дадени во овие угостителски објекти. Како попусти, секако потоа е како категорија мало продажба. Тука влегуваат продавници за храна, продавници за облека, книжарници, продавници за книги и други продавници кои што нудат соодветни услуги кои што се наменети за младите. Потоа културата, тука се вклучени институции, сакам огромна благодарност да истакнам до Агенцијата за вработување, до Министерството за култура, до МНТ, до МОП, до Театар Комедија, Театар Деца и младенци и сите институции кои што се дел од оваа европска младинска картичка кои што нудат 50% на сите услуги кои што ги нудат овие институции, односно 50% од нивниот асортиман на годишната програма која што ја имаат. Потоа тука влегуваат и спортските центри, Борис Трајковски, Јане Сандански, потоа продавници како што се Мондано, Полеоспорт, Риспорт и многу големи други спортски објекти кои што се пред се во насока да им понудат услуги на младите да спортуваат, да се рекреираат, да ги користат сите оние благодети на здрав начин на живот и така натака. Тука влегуваат и едукативните центри, обуки, имаме широка понуда на обуки за стручни вештини преку Стопанската комара, а од приватниот сектор ги имаме Семос едукација, Сивус, Брейнстер, центри за јазици и останати субјекти кои возможуваат попусти на квалитетна содржина на обуки кои им се потребни на младите за нивна доедукација, развој и напредок. И секако голема благодарност и до Халк банка, која што е единствена банка, партнер и поддржувач на овој проект, кој како банка се препознатливи помеѓу младите и нудат поволности кои се однесуваат на оваа категорија. Јас не можам да ги наборам сите субјекти кои што се дел затоа што се многу и уште многу голем број на општествени одговорни компании се приклучуваат и сум убеден дека до крајот на апликацијата на младите кои што ќе аплицираат ќе имаме уште поголем број на субјекти кои што ќе нудат попусти и со тоа ќе дадеме поголема можност за младите и се надевам и убеден сум дека заеднички можеме дополнително да креираме политики, но и секако да ја модифицираме оваа мерка, за оваа мерка да биде уште поатрактивна, уште подобра и секако да ги отсликува реалните потреби на младите.
Добро е што оваа мерка не е централизирана, не е само во главниот град, туку во многу голем број на градови нудат услуги, што дополнително им овозможуваме услуги, дополнително им овозможуваме бенефиции на младите од останатите градови. Секако тука се и туристичките центри како Попова шапка, Маврово, Охрид и ред други туристички дестинации кои што на младите дополнително ќе им дадат можност да патуваат. Секако тука се и туристичките агенции кои што нудат одредени попусти кои што исто така ни се партнер во овој проект, со што секако имаме широк асортиман на услуги кои и попусти, бенефиции кои што ќе ги почувствуваат младите и кои што ќе имаат можност да ги користат. Подигањето на младинската картичка ќе започне од 1 јули, така што сите ќе добиете дополнителна информација од каде ќе ги подигнете вашите младински картички и како еден новитет до сите тука млади кои што се од 15 до 29 години, на вашите имейл адреси е стигната веќе апликација каде што ќе ве однесе до mladinskakартичка.mk каде што можете одма да аплицирате и ќе бидете едни од првите кои што аплицирали први што ќе ја добијат младинската картичка, што значи дека уште од самото аплицирање сега можеме да ги добиеме првите млади кои што секако ќе ја добијат оваа младинска картичка. И за на крај сакам да им се заблагодарам на сите учесници во овој проект, секако да се заблагодарам и до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и директорката Лидија Димова, која што активно, дополнително, целосно е партнерски вклучена со нас во овој проект, заеднички со представници од владата, заеднички со сите кои што беа вклучени, кои што на некој начин помогнаа оваа мерка да биде толку голема, широка, за да можеме да понудиме можности за младите, да можеме да понудиме можности кои што ќе им гарантираат подобар младински стандард на младите, но и секако подобро утрешно секојдневие. За на крај, уште еднашка благодарам до сите компании кои што и те како се значен сегмент и дел од цела оваа мерка, затоа што без нив немаше да успее оваа европска младинска картичка, но и секако уште еден апел, повик до сите млади да аплицираат, да бидат дел и да ги користат сите можности и поволности кои што ги нудиме. Ви благодарам.